Едни на рехабилитација, а други на операција. И по 3 месеци од трагедијата во Кучани, 40 млади деца имаат потреба од продолжено болничко лекување поради сериозноста на изгорениците и други повреди на дишните патишта, а на најмалку 16 од нив ќе им треба и хируршки третман, потврдува доктор Гордана Георгиева од Клиниката за пластична хирургија, едно од специјалистите што ги евалуираа повредените во Кучани. Лекарите уверуваат дека ниту едно дете нема да биде изоставено или заборавено, ниту за преглед, ниту за рехабилитација во центарот во Пониква, кој првите пациенти ќе ги прими уште наредната недела. Кај пациентите, освен изгореници, имавме пациенти и со инхалаторна повреда, како и го земаме моментот со психолошката траума. Пациентите според класификацијата и групите, тие пациенти што се во 4-та и во 5-та група, очекуваме дека дефинитивно ќе им биде потребно продолжено лекување, а кај дел од нив и оперативен хируршки третман. Особено се однесува на пациентите што се во 5-та група. За сега не е благодарно да се каже колку време би траело тоа нивно лекување, меѓутоа станува збор за еден подолготраен третман. Во однос на Пониква, значи физикалната терапија ќе обавуваат 4 физиотерапевти, ќе бидат присутни медицински сестри, лекар, значи а исто така ќе имаме посета на психолози и психијатри, кои што ни се во соработка со Центарот за психолошка поддршка од Скопје. Ние сме сите тука за нив, за децата, значи тие се како мои деца и понатака ќе продолжиме заедно да соработуваме до целосно нивно закрепнување. Во меѓувреме, за 3 дена откако владата ја отвори телефонската линија за повредените од Кучани, добила 109 повици. Некои се жалеле дека немаат медицински помагала. Кога ги примаме ние таквите, да речеме, предлози кои што ги имаат пациентите, веднаш ги проследуваме до здравствените власти за тие да најдат механизам дали е возможно да се пренесат и опремата, но и пулмолозите да бидат достапни во Качанската болница за да го скратиме тој временски период. Еден од другите предлози кои што доаѓаат е во однос на оние медицински потреби кои што ги имаат од креми, од завои и така натаму, да пробаме да најдеме нешто кое што на нив ќе им биде овозможено постојано во Кочанската болница. Од Фондот за здравство потврдуваат дека уште 5 пациенти се уште се во болница во странство, а исто толку и поречиси 90 дена од трагедијата се хоспитализирани во нашата земја.